Економијата пропаѓа, партизацијата на институциите цвета, а судството е заробено. Ваква е генералната оценка за владата од страна на лидерот на опозицијската СДСМ. Половина година по парламентарните избори. Ја осуди стратегијата на ДУИ и ги обвини дека намерно создаваат атмосфера на етнички тензии. Конфликтот на интегративците со власта, според Филипче, е театар, кој им служи на политичката агенда. Во делот на партизацијата на институциите, лидерот на опозицијата се фокусираше на најновите случувања поврзани со директорот на АНБ, Бојан Христовски. Вчера антикорупцијската комисија едногласно оцени дека неговиот јазичен сертификат од школата Јулија во Пловдив е валиден додека не се докаже спротивното, а Христовски ги исполнува сите услови за позицијата. Филипче за ова прстот го впери во повеќе институции, а одлуката на ДКСК ја нарече скандалозна. Сите ги видовме дипломите на директорот на АНБ. Малите деца од основно училиште видоа дека факултет е завршен за една година. Недозволиво е да помине таква одлука врз основа на некаква анализа направена на инспектори од Државниот просветен инспекторат. Ја повикувам министерката за образование. Одлична професорка по патологија на медицинскиот факултет во Скопје, каде што еден испит заради низината принципиелност се полагаше и по 6 месеци. Сега да не ја минува одлука во која што факултет може да се заврши за една година. Во делот на правосудството Филипче директно го обвини премиерот Мицкоски за партиско заробување на државата. Ова доаѓа откако председателот на владата најави нови потези по празниците. Известно е дека се планира разрешување на неколку членови на судскиот совет. Според председателот на СДСМ, таков потек е удар врз демократијата и ја алармираше македонската јавност и меѓународната заедница. До вчерашната најава дека владата планира да го распушти судскиот совет, односно да разреши 5 членови, е чекор кон целосна партизација и контрола на судството. Ова СДСМ нема да го дозволи, затоа што ова значи целосно газење на демократијата и враќање кон времето на политички прогон. Овој потек на владата е целосно спротивен на сите реформи и она што премиерот го потпиша во Брисел во рамките на планот за раст, а што е дел од нашата реформска агенда, која што Европската унија и тоа како ја поддржува. Запрашан за бегството на поранешниот вице-премиер Груби, Филипче кажа дека таквиот начин на напуштање на државата остава простор за сомнеш дека случајот е договорен и со некаква позадина. На денешната пресконференција лидерот на СДСМ упати повик до другите политички лидери за создавање државна стратегија преку наднационална платформа за обединување, а со една цел да се понудат конкретни планови за иднината. Филипче понуди да се формираат тимови и сите партии да излезат заедно пред граѓаните, за да кажат каков е планот за државата без разлика која влада ја води.